Инако денес, како што кажеш, според црквениот календар е цветници. Прекрасен ден кога Исус влегол во Ерусалим, иако толпата се радува, Исус знае што го чека, има еден цел набој за кој сега нема да зборувам многу. Но ќе зборувам за еден друг настан кој е веднаш до цветници, пред цветници се случува. Додека растев во селото од кај што јас доаѓам, се сеќавам на деновите во годината кога доаѓаа лазаринките. Не знам дали знаете што, тие што се помладите, не знам дали знаете. Лазаринките, да. Ти што растат на село, валјда знаеме. Ти што сте во градот, појма немате, веќе николи да не знаете што како да е. Не можам да ви опишам какво чудење имав кога кај нас моите другарки од забавиште ми дојдаа во дворот со кошници, облечени во народна носија, и сега тие бе истите девојчиња кои ги гледав во забавиште, ама сега доаѓаат со онака облечени официјално со кошници, пееа некоја песна, појма нема која песна пееа. И кога праша баба ми што се случува, баба ми која беше многу посветена на традицијата, она од 35-та година носеше шамија, пошто така требало, после ја фрли шамијата, има своја драматична приказна за тоа, како и да е, не навлегам во тоа. Она сакаше да ги изврши сите тие можни традиции што може да се извршат, па ми објасни дека Тивко ми каже дека тоа се лазаринките, вака она, кога баба ми е таква, нешто кога треба да се шепка, она го каже на глас, кога нешто може да се каже на глас, она го шепка. Тоа го разбравме со Фани, тоа с Фани ми го откри, ја бев слеп за таа работа. Века, тоа се лазаринките, ја тоа го сватив те некако, не знам, како дете, не знам како доживеав тоа. Ништо не разбрав што се случува, ма тоа беа лазаринките. Подоцна разбрав дека лазаринките излегуваат на Лазарева сабота, и тоа е денот кога Исус го воскреснал Лазар од мртвите. И тие одат на секаде, ја пеат таа песна која да беше, собираат јајца, бидејќи претпоставам јајцата значат или символизираат раѓање во нов живот. Тоест на некој начин го символизираат воскресението. Прекрасна традиција, но ако некој ти ја објасни вака Тивко го баба ми, со години ќе се плашиш да прашаш било што друго околу таа работа. Тоа се лазаринките. Приказната за воскресението на Лазар се наоѓа единствено во Евангелието според Јован. И тоа се наоѓа во 11 глава. И позиционирана е таа приказна пред самиот крај на Христовата земна мисија. Доколку ги броиме знаците кои Јован ги запишува, за да ја докаже Христовата божественост, дека тој е Божиот син, можеме да видиме дека тој почнал со првото чудо. Првото чудо кој беше, ако се сеќавате? Исус ја претвара водата во вино, во румено вино од кавадарци, прекрасно вино. Но како што ги набројува Јован знаците за Христовата божественост, тој завршува токму со тоа чудо, воскресението на Лазар, дека Христос ја има власта и над животот и над смртта. Христос е царот над се. И тој сега го прави тоа со еден редослед кој има некаква логика, затоа што и тоа треба се објасни малце зошто, да кажеме, Јован кажува чудо кое се случува на сабота, на саботниот ден. Има логика за еврејскиот контекст во кој тие се наоѓаат дека Исус е Господар и над саботата, и над болестите, и над храната, и над бурата, и над се. Христос е Господар, па и над смртта, и над животот. Има еден редослед како Јован логички ги подредува тоа, и како што кажам честопати, Јован ми е омилено Евангелие, само да знаете. Кај Јован, Евангелието според Јован нема случајности. Тој го пишува тоа Евангелие кога е веќе 90 години, и кај него нема случајности. Секој детал е обмислен. Читате Јован 11 глава за Лазар, ќе видите колку детали има внатре, дури како се чувствуваат луѓето, дури што помислуваат. Јован се запишува, не испушта ни еден детал. Но јас сега ќе прочитам приказната, 44 стихови долга, и сега ќе го слушаме читањето на Божиот збор јавно. Инако тоа црква да го правила доста време. Значи, Јован 11 глава, 1 до 44 стих. Вели вака. Беше пак болен некој си Лазар од Витинија, од селото на Марија и незината сестра Марта. А Марија, чиј брат Лазар се разболе, беше она
која го помаза Господ со миро и го избриша нозете негови со својата коса. Тогаш сестрите нарачаа по него велејки: Господи, ете, оној што го милуваш болен е. Штом чу Исус рече: таа болест не е за умирање, туку за слава Божја, за да се прослави Синот Божи преку неа. А Исус ги сакаше Марта и нејзината сестра и Лазар. А кога чу дека е болен, тогаш остана уште 2 дни во местото каде што се наоѓаше. Потоа им рече на учениците: да отидеме пак во Јудеја. Учениците му рекоа: Рави, сега сакаат да те убијат со камења и пак ли таму ќе одиш? Исус одговори: нели има 12 часови во денот? Кој оди дење не се сопнува, зашто ја гледа светлината на овој свет, а кој оди ноќе се сопнува, зашто нема светлина во него. Ова им го кажа, а потоа им рече: Лазар, пријателот наш, заспал, но ќе отидам да го разбудам. Тогаш учениците негови рекоа: Господи, ако заспал, ќе остане. Исус го рече тоа за смртта негова, а тие мислеа дека говори за заспивање со сон. Тогаш Исус рече отворено: Лазар умре. Но се радувам заради вас што не бев таму, та да поверувате, туку да отидеме кај него. Тогаш Тома, наречен Близнак, им рече на учениците: да отидеме и ние да умреме со него. Кога дојде Исус, да некои речи знаеа што ги чека во Јерусалим. Не беа наивни. Кога дојде Исус, откри дека тој веќе 4 дена е во гроб. Витинија беше близу до Јерусалим, околу 15 стадии, и мнозина јудејци беа дошле кај Марта и Марија да ги утешат за нивниот брат. Кога чу Марта дека доаѓа Исус, излезе пред него, а Марија седеше дома, тогаш Марта му рече на Исус: Господи, ако беше ти овде, брат ми немаше да умре. Но и сега знам, што и да посакаш од Бога, Бог ќе ти даде. Исус и рече: твојот брат ќе воскресне. Марта му рече: знам дека ќе воскресне при воскресението во последниот ден. А Исус и рече: јас сум воскресението и животот. Кој верува во мене и да умре ќе живее. И секој што живее и верува во мене нема да умре довека. Го веруваш ли тоа? Таму одговори: да, Господи, јас поверувам дека си ти Христос, Синот Божи, што треба да дојде во светот. Штом го рече тоа, отиде и ја повика сестра си Марија тајно велејки: Учителот е овде и те вика. Таа кога чу, стана бргу и отиде кај него, зашто Исус уште не беше дошол во селото, а стоеше каде што го беше дочекала Марта. Јудејците што беа со неа дома ја отешуваа, кога видеа дека Марија стана бргу и излезе, отидоа и тие по неа, мислејќи дека ќе оди на гробот да плаче. А Марија, штом пристигна таму каде што беше Исус и кога го виде, падна пред нозете негови и рече: Господи, да беше ти овде, немаше да умре брат ми. Исус пак, кога ја виде како плаче, и јудејците што беа дошле со неа како плачат, се натажи и се потресе. Па рече: каде сте го положиле? Му рекоа: Господи, дојди и види. Исус просолзи. Тогаш јудејците рекоа: гледај колку го сакал. Некој од нив пак велеа: не можеше ли овој што ги отвори очите на слепиот да направи и овој да не умре? Ако може само телефоните да ги изгасите. Фала ви. А Исус пак се нажали во себе и дојде до гробот. Тоа беше пештера и камен навален на неа. Рече Исус: кренете го каменот. Марта, сестрата на умрениот, му рече: Господи, мириса веќе, има 4 дена откако е умрен. Исус и рече: нели ти реков дека ако веруваш ќе ја видиш славата Божја? Тогаш го дигна каменот каде што лежеше умрениот. А Исус ги подигна очите угоре и рече: Оче, ти благодарам што ме услиши. Јас знаев дека ти секогаш ме услишуваш, но ова го рекол заради народ што стои наоколу, за да поверуваат дека ти си ме пратил. Кога го рече ова, извика со висок глас: Лазаре, излези надвор. Излезе умрениот, заветкан во платно по рацете и нозете, а лицето забрадено со крпа. Им рече Исус: одвиткајте го и оставете го да оди. Амин. Ова чудо, како што реков, го нема во ниедно друго евангелие освен во Јовановото. Зошто приказната за воскреснувањето на Лазар не се наоѓа во ниедно друго евангелие? Иако евангелието според Јован е последниот новозаветен документ. Нема друг. После Јован напишан како последен новозаветен документ, а дури тогаш е запишано тоа чудо.
Некои сколари теолози веруваат и предпоставуваат дека додека се пишувале останатите евангелија, Лазар се уште бил жив и се уште бил мета на истите тие луѓе кои го убиле Исус, да го убијат и него. За да го заштитат Лазар, тоа е предпоставка, само да ви кажам, тоа не е толкување. За да го заштитат Лазар, да не биде тој изложен и неговиот идентитет, некои теолози тврдат дека тоа било причината за изоставувањето на таа приказна од останатите евангелија. И тоа можеме да го видиме во Јован 12 глава, каде вели вака: мнозина од јудејците разбраа дека Исус е таму, тоа значи веднаш после оваа приказна, па дојдоа не само заради Исус, туку да го видат и Лазар, кога тој го воскресна од мртвите. А првосвештениците се договорија да го убијат и Лазар, зашто мнозина од јудејците се издвојуваа поради него и поверуваа во Исус. Лазар служел како едно живо сведоштво пред сите јудејци дека го видовме, човекот беше погребан 4 дена. Еве го сега чекори пред нас. Значи тоа не се веќе муабети. Тоа е веќе човекот кој бил мртов, сега чекори помеѓу нас. Ние може да седиме со него, да го гледаме, да разговараме со него, и тоа е еден жив доказ дека Исус направил чудо. И затоа тој бил уште една таргет група за првосвештениците да го убијат и него. Но зашто баш таа приказна е толку важна? Во останатите евангелии има чудо кои се слични на чудото на Лазар. А тоа е воскреснувањето од мртвите. Тоа не е единствената приказна за воскреснување од мртвите. И што ја издвојува таа приказна толку посебна да биде? Ја знаеме приказната за Јаировата ќерка. Јаировата ќерка беше девојка која Исус ја воскресна од мртвите. Може би ќе кажете, иако таа беше воскресната од мртвите, таа сепак се уште беше во собата во која боледувала. Таа приказна може да биде предмет на шпекулации. За тоа дали била мртва, дали била несвестена, па дури Исус им кажува: не кажувајте на никој. Така Исус која исцели Јаировата ќерка и вика: супер, не кажувајте сега на никој. Така да силната приказна како Лазар ја нема во таа приказна. Но има уште една приказна во другите евангелија кои може да се најдат за како оваа приказната за Лазара за воскресение. За воскресение, тоа е приказната за воскреснувањето на синот на вдовицата. Додека Јаировата ќерка се уште беше во собата во која починала, синот на вдовицата веќе беше во ковчегот и го носеа на кај гробиштата. Значи нема сомнение дека тој човек бил мртов, нема простор за спекулации. Имаше поврка која го носеше до гробиштата и пред да биде закопан. Замислете кој е тајмингот. Замислете Исус 5 минути отргнал. Ако сте огледале филмот The Curious Case of Benjamin Button, многу интересен со Бред Пит, многу интересен филм. Има една дел од приказната е таму за ова што е удира кола и се приказната е поставена така да ако таксистот кренал малце 5 минути покасно, ако ова што таксистот ја водел од него кренала телефонот и така натаму, девојката немала да биде удрена од таксито. Арно, ама се потрефило така за тајмингот да биде кога она ќе направи една пируета вака, таксистот да ја удри. Се треба да го гледате филмот, ја не можам таква пируета да направам, како да е. Во секој случај, тајмингот во кој Исус се појавува тогаш кога таа поварка оди према гробиштата е неверојатен. Исус го гледа мртвиот, се натажува, го исцелува и тоа уште една приказна за воскресението. Но сепак, приказната за воскресението на Лазар е посебна само по себе. Има едно посебно значење. Ќе видиме и зошто. До моментот кога Исус го воскреснува Лазар, неговиот статус во Израел беше малку нејасен. За власта во Израел, Исус беше водач кој беше популарен, сите го знаеа, кај да се појавеше, имаше толпа, беше иритантен, праќаа да го тестира, да го наместат у некој ќош и така натаму. Беше неразбирив што уствари сака тој човек. Устилот, сака ли стварно да биде цар или што му е поентава? Нешто сака, не сака, не е поентава, не собира војска, не им е јасен, едноставно не може да го дефинираат. Но до тој момент Исус е се уште недоволно опасен за да се превземат некои строги чекори или мерки, не знам. Но кога веќе се случува чудото со Лазар, се носи
оваа конечна одлука дека Исус уствари мора да умре. Нема друга опција. Еве што се случува веднаш после воскресението. Вели вака. Тогаш мнозина, 11 глава, тоа е продолжение на текстот што го читавме. 45 до 53 стих. Тогаш мнозина од јудејците што беа дошле со Марија и видоа што направи Исус, поверува во него. Некои од нив отидоа кај фарисеите и им рекоа што направи Исус. Тогаш првосвештениците и фарисеите се собраа на совет и рекоа, значи имало веќе тоа е еквивалент вајда кај нас како да кажам за ова за безбедност што е. Советот за безбедност има соби, тоа е војна состојба. Што ќе правиме, дај да говориме. Имаше барем во короната се собираа повеќето тие онака и влијателни водачи во Македонија со председател се собираат и дискутираат што ќе прават. Од прилика тоа се случува. Значи војна состојба, луѓе, дај да видиме што ќе правиме. Се собра на совет и рекоа, што да правиме? Овој човек прави многу чуда. Ако го оставиме така, сите ќе поверуваат во него и ќе дојдат римјаните, па ќе ни ја одземат и земјата и народот. Значи, тоа се коцка. Земјата и народот, све е на коцка. Веќе нема тука устилот, ајде, може ќе ни пуштат уште еден гарнизон. Не, земјата и народот се веќе на коцка. Што ќе правиме? А еден пак од нив, Кајафа, која таа година беше првосвештеник, им рече: вие ништо не знаете. Ниту помислувате дека е порно за нас да умре еден човек за народот, отколку сиот народ да пропадне. А видите сега каков коментар има евангелистот и апостолот Јован. А ова не го рече тој само од себе, туку бидејќи беше првосвештеник таа година, пророкуваше дека Исус ќе умре за народот. Тоа што апостол Јован сега да каже, вика, абе, овој првосвештеникот појма немаше во тој момент уствари дека кажува пророштво. Врска немаше. Затоа што ова звучи многу евангелски. Подобро е, порно за нас е да умре еден човек за народот. И не само за народот, туку и за да ги собере заедно растурените Божји чеда. Од тој ден се согласија да го убијат. Ова серија јас ја нареков по темата која се појавува во најзначајните приказни од Евангелијата. А тоа е каменот. Каменот сведок. Каменот е толку важен дел од приказните за воскресението, бидејќи каменот е тој што го држи гробот запечатен. Каменот носи сигурност. На некој начин во библиските приказни каменот е сигурно сам по себе. Тој е камен кој го запечатува гробот и го штити телото и достоинството на телото од крадци, од живот, од што е да е. Од друга страна, каменот, Исус го спомнува многу пати во неговите параболи дека каменот е камен кој е како основа за градба, на било која куќа, на било која зграда. Каменот е основа, каменот носи сигурност. Каменот станува сведок за тоа кој е Исус. И ние во наредните неколку недели ќе зборуваме за каменот како тема која преовладува во тој наратив околу Великден. Од целиот овој текст сакам да се фокусираме на еден важен момент од текстот. Нема да го обработуваме целиот текст, ќе анализираме еден важен момент од текстот. Преку овој дел ќе погледнеме две нешта кои верувам се многу важни и кои произлегуваат од текстот и се прашања за секој еден од нас, релевантни прашања за секој еден од нас. Мислам дека не мора многу да зборам за тоа колку биле блиски Исус и тоа семејство за кое се работи. Марија, Марта и Лазар. Една од најпознатите приказни во Библијата е Исус кога ги посетува Марта и Марија. Кога доаѓаат таму, Исус доаѓа таму и тој поучува, Марија седнала, баш ја гајле, слуша што зборува Исус, а Марта се растура у кујната, спрема тука ручек, нешто што е да отпиле млеко да има. И на Марта не е убаво, вика, Исусе, де молим те, кажи на сестра да ми помогне, тука јас се утепав од работа, она си седи и слуша. Исус вика, епа Марта, она го одбра по добриот дел. Затоа што седна и слушаше тоа што имам јас да го кажам. Отприлика тоа е приказната и односите со тоа семејство се испреплетени. Исус секогаш кога оди во Ерусалим на некој начин речи секој пат кога оди тој ги посетува нив во Ерусалим. Но еве го моментот кој сакам да го забележиме и тоа е според мене еден многу важен момент. 38-миот стих вели вака: Исус пак се нажали во себе и дојде до гробот. Тоа беше пештара и камен навален на неа. Рече Исус: кренете го каменот.
Знаете, како пастор, не често пати фала на Господ, но многу пати сум бил на погреби, каде што погребувам луѓе. Замислете колку е чудно ја да се појавам на гробиште да кажам откопајте го гробот. Како ви звучи тоа? Откопајте го гробот. Тоа е многу неверојатна работа. Исус токму тоа го прави. Доаѓа до гробот и вика тргнете го каменот, кренете го каменот. Тоа беше веројатно најчудниот предлог кој Исус можеше во тој момент да го даде. Во тој момент не се знае дали Исус сака да го види уште еднаш за последен пат својот пријател, дали Исус во тој момент емотивно попуштил, едноставно потресен е, нажален е. Има еден стих, еден од најкратките стихови во Библијата, каде што кажа Исус заплака. Исус просолзе. Тој македонскиот збор. И едноставно не му е седно на Исус, тој го гледа својот пријател кој го сака. Без разлика на тоа што Исус го знае што ќе се случи или не знам што. Понекогаш мислиме, ако знам што ќе ми се случи, полесно ме. Не ви е полесно верувајте. Поминувате низ тотално исти емотивни патешествија низ кои инако ќе поминете и да не сте знаели. Не се знае кои се неговите намери и сега кажува да се тргне каменот. Тоа е веројатно врвот на набојот во целиот разговор. Пред тоа имаше чекање и долго патување, плачење, лелекање, имаше средби со блиските, потоа се следи молитва пред на собраните, гласниот извик, повикот на Лазар да излезе и потоа следеше излегувањето на Лазар и одврзувањето на повоите кои во тој момент за Лазар беа како окови. Тргнете го каменот. Можам само да замислам таа незгодна тишина која се случува во тој момент. Веќе заборават и зошто плачат. Исус кој правеше чуда и окей, докажал дека може да прави чуда, се кажа да го тргне каменот, да го тргнат каменот. Чудна реакција за таквата заповед на Исус. Марта повторно сакаше да биде свесна и разумна, па интервенираше у моментов, да види устилот, да видам да не попуштил Исус емотивно. Таа повторно требаше да биде поразумната сестра, пошто Марија нели, тоа е тоа, плаче, сите плачат со неа. Кога Марта излезе, никој не излезе со неа. Ама кога Марија излезе, сите отидоа со неа. Имала таква харизма жената изгледа. Марија оде сите јадејци по неа да плачат со неа на гробот. Таква е она. Марта беше таа поразумната сестра. Она која има осет у тој момент. Па мораше да помене дека Исус ја помина 4 дена. Веројатно Лазар, мојот брат, веќе мириса. Една важна работа која мора да ја научиме во односот со Исус, и тоа е првата поента, е дека во тој однос нема задршка, нема осет или културна дистанца. Нема таква работа во тој однос. За разлика од сите други односи, односот со Бог е односот друга категорија. Понекогаш во проповедите ние мораме да употребиме познати категории за да го дообјасниме тој однос. Тоа е однос, како и секој друг однос, но не како секој друг однос. Тој е малку поразличен однос. Исус е нашиот пријател, пријател на грешниците, така го нарекуваат. Исус тоа го кажува на своите апостоли последната вечер која е заедно со нив. Вика, јас ви нарекувам мои пријатели и ви откривам што ќе правам. Едноставно ви кажувам која е мојата волја. И тоа е така. Но тоа не е опис на тој однос во целост. Истата вечер кога им кажува дека ги нарекува за своји пријатели, тој претходно ги прашува како ти го нарекуваат него? Вика, како ви ме нарекувате мене? Тој като учител и господар. Исус вика, ајде не претерувајте, сега господар. Дај, мислам, наши сме, нели? Не, Исус вика, да, во право сте. Јас сум ваш господар. Исус е наш пријател, но тој е и наш господар, а ние сме негови слуги. Тој е наш господар. Тоа може и не ви се допаѓа, но тој, иако стана човек, тој сепак останува категорично различен од нас. Тој е наш создател, ние сме негово создание. Тома го нарече Господ мој и Бог мој. Сепак, истиот тој однос и веројатно најважниот аспект на тој однос е дека ние стануваме Христови браќа и сестри. Бидејќи секој што верува во Исус, во неговото име, во тоа што тој го направил, како што пишува апостол Јован на самиот почеток,
На секој што верува, му е возможено да се нарече Божи син или Божја ќерка. Гледате, тој однос е малце покомплексен. Има повеќе слоеви тој однос. Не е само пријател, не е само Господар, не е само Бог. Тој е и наш брат. И тој е и наш Бог. Но во тој однос преовладува семејниот аспект дека ние сме Божјото семејство. Во тој однос мораме да разбереме дека ние имаме обожавање и со тоа и почнуваме. Почнуваме со обожавање, како и неделната богослужба. Почнуваме со обожавање затоа што тој е нашиот Бог. Но имаме и пријателство, имаме и служење, и семејно поврзување. И сите тие аспекти треба да се почувствуваат во црквата. Треба да бидат присутни. Бидејќи Бог ги чита нашите срца, тој не знае нас најдлабоко што може некој да те познава. Тој те знае подобро отколку што ти се познаваш себе си. Ако мислиш дека добро се познаваш, си направил не знам колку психолошки анализи на себе, само анализи, да знаеш дека Исус те знае подобро. Подлабоко чита, подлабоко ги знае твоите дела, твоите намери, се Исус знае подлабоко од тебе, но од друга страна има неограничена милост за тебе. Така да во тој однос нема задршка или осет или културна дистанца. Не постои тоа. Едноставно не постои. Тоа мора да го разбереме. Како и да го разберете сето тоа, тоа мора да биде врежено во умовите. Исус тој однос со тебе го сведува на се или ништо. Сваќате? Кај Исус нема план Б. Тоа е како однос како кога се влекува во брак. Јас на првиот ден која јас и Фани стапевме во брак и која ги положивме нашите завети, мојот завет не гласеше додека смртта не раздели или ако има опција Б. Тоа не е брак. Разбирате? Тоа е однос на се или ништо, додека смртта не раздели. Точка. На еден таков однос Исус не повикува и така тој го третира тој однос. На се или ништо. Читајте ги неговите параболи и приказни и ќе разберете дека тоа што тој го бара е целосно предавање на тој однос со тебе. Целосно взаемно предавање на тој однос. На крај крајва, луѓе мои, да бидеме реални. Се работи за животот, се работи за воскресението и се работи за вечноста. Има поважни работи од тие. За животот, за воскресението и за вечноста се работи. Па што очекуваме, каков да биде тој однос? Со резерва? Не може да биде со резерва. Тој однос е на се или ништо. Нема план Б. Колку полично може да биде од ова што Исус го прави? Како што го прави тој тоа во тој момент. Кренете го каменот. Колку полично и поблиско може да биде тоа некој да биде толку загрижен за тебе, да патува со денови, пешки да дојде, да плаче многу за тебе и да тагува и да има таа власт да те врати во живот и тоа да го направи кога сите околу тебе се откажале од тебе и те погребале. Исус доаѓа и кажува, кренете во каменот. Колку поличен може да биде тој однос? Од тоа што јас го доживеав и тоа што го гледам во црквата, кај секој еден поединец, тоа го кажува Исус во сечи живот. Од мртвило преминуваме во живот. Кога Исус доаѓа и не посетува, тој кажува кренете во каменот. Доаѓа живот. Јас ви давам нов живот. Интересно е што една од најважните причини зашто сакаа да го убијат Исус беше затоа што го воскресна Лазар, како да направил не знам какво криминално дело. Замислете. Тоа беше причината зашто сакаа да го убијат Исус. Затоа што го воскресна Лазар и сега има доказ за тоа. Воскреснувањето на Лазар, тоа големо чудо и дело Христово, индиректно беше осудување за светот. Носењето на животот значеше индиректно осудување на светот. Исус е тој што го носи животот наспроти сите гласови и ветувања што доаѓаат од другите страни. Исус е тој што го носи животот и никој друг. А што мислите? Еве сега ве прашувам вас сите. Што мислите, каква ќе биде реакцијата на луѓето околу вас кога ќе го доживеете вашето воскреснување? Како реагираат луѓето обично кога се случува чудото на раѓањето на верата во твојот живот? Ретко некој ќе каже дека се радува за тебе. Ретко се тоа. Има така, леле,
Абе, освежен си како личност, нешто радостен си, имаш мир. Тоа ретко луѓе ќе го приметат. Повеќе ќе кажат дека ти си чуден, нешто не е во ред со тебе. Отприлика тоа е првата реакција. Како светот реагира? Најголем дел од реакциите се со чудење, ама не убаво чудење, сега да туку се сомнеш. Што мислите, каква ќе биде реакцијата на светот околу вас? Кога каменот кој вас ве држи во мртвило ќе се тргне и Исус ќе ве оживее. Каква ќе биде реакцијата на светот околу вас? Вашето воскреснување, вашето будење е разобличување на светот. И светот ќе протестира за тоа. Светот ќе реагира на вашето воскреснување во животот. Тоа изгледа пререално. Мислите дека сите ќе се радуваат, дека стануваш подобра личност? Па не се радуваат баш сите. Ако читате подоцна, ќе видите дека толпата што го виде чудото беше поделена. Всушност во Воветот го читаме токму тој дел. Јудејците, таа толку посебна група на предадени евреи, тоа се јудејците, всушност групата која беше одговорна и за Христовото убиство, но и за прогонството на христијаните од првиот век. Истата таа група беше поделена. Едните поверуваа заради чудото, другите знаете што направија? Отидоа да кодошат. Знаеш што направи Исус? Воскресна човек од мртвите. Што ќе правиме сега? Отиде народот, отиде земјата, доаѓа крајот на светот. Отидовме сите. Што ќе правиме сега? Токму тоа беше групата која ќе требаше да го препознае Божјото делување, но најголем дел од нив го промашија. Тие беа најрелигиозните во тоа општество. Најрелигиозните. Тие го пропуштија Божјото делување. Што останало за другите? Тоа е првата поента. Дека кога Исус носи воскресение, кога носи живот во твојот живот, реакциите ќе бидат поделени. Ќе има некои кои ќе се радуваат за вас, но за најголем дел од луѓето ќе бидете сомнителни. Затоа што твоето раѓање во животот, твојот живот во верата, твоето влегување во таа праведност, за нив значи осудување. Така го перцепира тоа. Тоа е првата реакција. Втора работа. Беше ликот кој мене ми е многу драг во целата приказна, тоа е Марта. Кога Исус рече, кренете го каменот, во текстот вели, Марта, сестрата на умрениот, му рече, Господи, мири се веќе, има 4 дена од како умре. Исус рече, не ли ти реков дека ако веруваш, ја видиш славата Божја. Од секогаш на Марта гледав како на некој на кого Исус му држи цело време некоја лекција. Знаете, Марта, прво, она му кажуваше на Исус, дај бе кажи на Марија нешто да сработи. Исус, Марта извини, она го одбра по добриот дел. И кога читав ова приказна, имав чувство дека Исус фактички повторно држи некоја лекција. Таа Марта пак сгреши, пак нешто го одбра погрешниот дел и така натаму. Но ако ја читате во контекст целата приказна, се открива темпераментот на Марта тука. Да, тука е. Она е посвесна. Но Исус не ја коригира тука. Исус не ја држи лекција. Исус ја утешува тука. Исус всушност ја теши. Ја носи поблиску до него. Значи, за разлика од Марта, во овој дел, не е Марта која се сомнева во Исус. Тука некој друг. Ќе видиме кој е тоа. Марта кажува дека дури и сега, кога Исус доаѓа, малку покасно од колку што требало да дојде, дури и сега, ако Исус побора од неговиот небесен татко, се може да се случи. Вели, кога чу Марта дека доаѓа Исус, тоа е значи претходно, излезе пред него, а Марија седеше дома. Тогаш Марта му рече на Исус, Господи, ако беше ти овде, брат ми немаше да умре. Но тука не завршува текстот. Но и сега знам, што и да посакаш од Бога, Бог ќе ти даде. Марта ја научи лекцијата за тоа кој е Исус. Во разговорот со Марта, Исус ја теши и преку разговорот со неа открива дел од својот идентитет. И се случува еден од нашите најдраги стихови кои што ги гледав во црквата во која растев. Јас сум воскресението и животот. Тоа беше од црквата во која растев, беше направено од стиропор,
буквите беа вака и направени и беа залепени за зидот и јас расте во таа црква и се сеќам на тој текст. Јас сум воскресението и животот. Еден од умилените текстови на христијаните. Нашата надеж се базира токму на овие зборови. Јас сум воскресението и животот. Марија од друга страна, во Христовото доаѓање гледа испуштена шанса, гледа задоцнување. Така гледа Марија. Интересно е што Марија како и Марта има силна вера во Исус, не дека Марија не верува во Исус, тама работа. И таа верува дека на крајот на времето ќе дојде и ќе воскреснеме заедно со Исус. Но Исус сега кој стои пред неја, некако барем сега во овој момент изгледа лимитиран, изгледа ограничен Исус. Можеби ќе можеше да го исцели, ама сега е предоцна. Има некаква мерна единица за тоа што и колку може Бог да направи денес. Не може све да направи, може нешто да направи, но не може све да направи. Имаме рамки за неговото делување. И слушате ме сега внимателно, ќе го прочитам тоа два пати. Не се работи за тоа што Бог ќе направи од тоа што јас сакам тој да направи. Не се работи за тоа. Туку што се тој може да направи од тоа што тој сака да направи сега и овде. Ќе прочитам уште еднаш. Не се работи за тоа што Бог за тоа што се Бог ќе направи од тоа што јас сакам тој да направи. Туку се работи за тоа што се тој може да направи од тоа што тој сака да направи сега и овде. Поентата е, не се работи за моите чекувања и големината на мојата вера, која ќе му е свитка раката на Бог да направи сега тоа што јас сакам тој да направи, туку за мојата вера во верувањето на неговото потенцијал и на неговата моќ, дека тој може било што да направи сега. За тоа се работи. Вели Марија што пристигна таму каде што беше Исус и кога го виде, падна пред нозете негови и рече: Господи, да беше ти овде, немаше да умре брат ми. И тука незиниот разговор завршува. Марта верува во Исус кој може било што да направи. Марија верува во Исус кој малце задоцна. И доаѓаме до нашите прашања сега за саморефлексија. Знаете, во 90-тите и почетокот на 2000-тите години кога инсталиравме игри на компјутерите, имаше една се викаше демо верзија на играта, ограничена верзија на играта. И можеш да правиш само некои работи, не можеш све да направиш. И сега има така. Кога инсталираш, кога не ја купуваш алатката, ти дава демо верзија и многу ограничено што се можеш да направиш. Јас сакам вас да ве прашам, која е твојата демо верзија на Исус? Која е твојата ограничена верзија на Исус? Исус кој може нешто да направи, не може све да направи. Исус е ограничен. Која е твојата демо верзија на Исус? Со кој ограничување е Исус во твојата вера? Денес кога се молиш, што те сопира да се молиш за се? Што те сопира? Што едноставно гледаш во Исус дека е ограничен, дека Исус задоцнал, дека е предоцнал, дека тоа веќе Исус не може да го направи. Која е таа задршка која имаш ти во тебе? Која е таа теологија која ти имаш несвесно во твојата глава? Во која Исус е ограничен кај тебе. Тоа јас не кажам дека сите сте поверувале во ограничен и погрешен Исус, не го кажам тоа. Но ние сме луѓе кои живееме на земјата, кои чија теологија, чија верување се обликува според нашите искуства, според нашите падови, според онака кривоверства, што и да е. Едноставно сите сме полни со тоа. Полни сме со земја и ни треба исцеление постојано. Ни треба постојано простување. И не сме склони да веруваме погрешни нешта за Исус. Само не сме склони. Кои се тие ограничувања кои ограничуваат Исус во кога ти веруваш? Не се работи дека ние скроз ќе исчистиме нашата вера да биде безпрекорно чиста, затоа што верата не доаѓа од нас, доаѓа од Бог. Но дали сме свесни кога ја контаминираме нашата вера со некои наши предпоставки? Која е твојата демо верзија на Исус? Кои се ограничувањата на Исус во кога ти веруваш? Дали си Марија во оваа приказна или си Марта? Во првата приказна јас сакав да бидам Марија, затоа што го одбрав по добриот дел. Ќе остае све на страна,
за да ги слушам зборовите кои Исус ги кажува, затоа што неговите зборови се живот. Во приказна сакам да сум Марта. Сакам да сум Марта. Кој покрај на безнадежноста која гледа, покрај смртта со која се соочила, покрај тагата во која престоја во тој момент, и покрај сето тоа со што се соочува, можеби она трчала околу гробот, можеби она го средувала погребот. Појма нема. Предпоставувам. Сега таа прва оди го среќава Исус, кој се уште е надвор од селото. Не чека Исус да дојде, туку таа оди да го сретне. Паѓа пред него и кажува да беше тука, мојот брат немаше да умре, но и сега, што и да побараш, знам дека таткото ќе те послуша. Затоа што си негов син. Која вера имаме ние? Која вера имаме? Ние имаме верата која имаше Марта во Исус. Марта која научи лекцијата, која веројатно слушала многу добро ги слушала зборовите на Исус. Многу добро дознала кој е Исус, кој е потенцијалот кој го има Исус. И се предала целосно на него. Без разлика на се. Без разлика на тоа дали Исус сега во овој момент ќе го воскресне нејзиниот брат Лазар или во денот на воскресението, на крајот на времето. Без разлика на се. Но ниедна опција не е исклучена, затоа што Исус е Исус. И тој е цар на царевите и моќен над сите. Амин. Амин.